Единствен македонски судија во Меѓународниот арбитражен суд во Софија за трговски спорови помеѓу правни лица е Зоран Андоновски. Во овој информативен блок токму тој ни информира за тоа кои се придобивките за Македонија, со тоа што има свој представник во овој меѓународен суд. Со него разговара Ивица Стојановски. Ги вклучуваме во живо. Така, Александра, благодарам и поздрав од ова топло денеска Куманово. Како што кажа и ти, имаме ексклузива тука со мене е единствениот македонски судија во Софискиот арбитражен суд Зоран Андоновски, правник, адвокат од Куманово. Веднаш ке го запрашам. Всушност, нашата непосредна тема на разговор се новини, меѓутоа ти ке ни ја представиш најпрво институцијата во која што си член и што всушност представува таа. Добар ден, благодарност до вас и до вашата телевизија што ни даде можност да ја низ денешниот разговор да ја испратиме меѓународната конференција на тема арбитража во полза на бизнис заедницата, што се одржа на 7.6.2017 година во Софија, Република Бугарија. Кратко би сакал да ги запознам гледачите на телевизија Нова што всушност представува Софискиот арбитражен суд. Софискиот арбитражен суд е релативно многу млада меѓународно трговска арбитражна институција која е дел од меѓународната асоциација за правда и арбитража и која е на пазарот негде околу 2 години и има интерес да стане лидер помеѓу арбитражните судови во регионот. Согласно нашиот правилник, во одредбата од член 1, став 2 е предвидено да ние сме надлежни да постапуваме во сите трговски, имотни и граѓански спорови согласно добиената надлежност од Граѓанскиот процесуален кодекс на Република Бугарија, споровите за интелектуална собственост, пополнување на правни празнини по разни договори кои ги имаат подпишано разни субјекти на меѓународното приватно право, без разлика дали нивното местоживење или седиште е на територија на Република Бугарија или надвор од неа. Така, значи тука во приказната влегува тие македонски правни лица, македонски компании кои што можат да имаат придобивки, какви придобивки ќе имаат од решавањето на овие трговски спорови? Македонскиот бизнис сектор може да има големи придобивки од арбитражата. Ќе дадам еден куриозитет. Во Република Бугарија во 2016 година се заведени над 100.000 арбитражни предмети. Во Република Македонија имаме една државна арбитража која е дел од Стопанската комора на Република Македонија и која имала само 10 арбитражни пресуди. Тоа кажува да арбитражата како институт во Република Македонија воопшто не е заживена и треба да се работи на популаризирање на овој институт. Што значи арбитражата? Арбитражата значи едностепена постапка во која правните субјекти ги изложуваат своите предмети пред независна меѓународна трговска арбитражна институција, а придобивките од користењето на арбитражата да во постапката за арбитража е загарантирано начелото на едностепеност, загарантирано е начелото на непристрасност, загарантирано е начелото на доверливост и тајност на постапката и е предвидено да споровите конкретно пред нашиот суд до 12.500 евра ги суди судија поединец и се завршуваат во временски интервал од 1 до 3 месеци, а споровите на 12.500 евра ги суди арбитражен совет составен од тројца судии, со тоа што едната страна има право да именува еден арбитар, другата другиот, а третиот го именува председателот на судот и тие предмети завршуваат за временски интервал не подолг од 6 месеци. Веднаш ќе ми го поставите прашање што по донесување на пресудата. Ние како подписници на Њујоршката конвенција за признавање и извршување на странски арбитражни одлуки, која е донесена на 10.6.1958 година, за што имаме донесено и закон за незина примена, имаме можност, значи конкретно пресудите на Софискиот арбитражен суд, кај што ја моментално судам, да се признаат у посебна вонпарнична постапка, кое признавање е регулирано освен со Њујоршката конвенција и со законот за меѓународно приватно право, одредбите од член 111 до 115 од законот за меѓународно приватно право. Споменавте освен тоа што има предност во должината, значи покусо траат споровите и во чинењето на цените, има и многу други придобивки, само во интерес на времето да ни кажете и кои беа главните теми на оваа последна конференција и идните планови за соработка со Париската арбитража.
Предмет на конференцијата беа токму предностите кои ги носи арбитражата во поглед на државните судови. Предностите се следниви. Значи, загубата на време у долгите постапки кои траат пред државните судови, каде и во Република Бугарија и во Република Македонија е загарантирано начелото на тростепеност, значи имаме значи странките ги обврзуваме да плаќаат судска такса по предметите на 3 различни нивоа: во основните судови, во апелационите судови, во врховните судови. Тоа го нема во арбитражата. Во арбитражата се плаќа само еднаш судска такса при поднесување на туџбата. Тоа е арбитражната такса. Да не зборам за загубата на време, која за бизнис секторот значи загуба на пари. Предностите кои ги нуди арбитражата се следниве: со користењето на арбитражната клаузула во поедин договор, односно со склучување на посебна арбитражна спогодба помеѓу разни субјекти на меѓународното приватно право, странките, подписници на договорот, односно на арбитражната спогодба, имаат можност да влијаат на изборот на арбитрите кои ќе судат во арбитражната постапка, имаат можност да влијаат на јазикот на кој ќе се води арбитражната постапка, имаат можност да го изберат местото каде што ќе се одржува арбитражата, имаат можност да го изберат јазикот, значи и други поедини сегменти кои само ја олеснуваат постапката за арбитража. Арбитражната постапка не е склона кон голем формализам како што е склона постапката пред државните судови. За разлика од другите алтернативни начини на решавање на споровите, арбитражата е таков институт што арбитражата завршува со судска пресуда која по признавањето добива ранг на пресуда како да е донесена од страна на државните судови, и таа пресуда, откако ќе биде признаена и решението за признавање ќе биде правосилно, подлежи на присилно извршување согласно законот за извршување. Значи, во спор над 12.500 евра за 7 месеци, значи 6 месеци да се одлучи спорот, уште 1 месец да се потврди, да се признае таа пресуда на територија, странката има правосилна и извршна пресуда. Има извршна исправа која може без проблеми да ја реализира во постапка за присилно извршување пред надлежен извршител. Што се однесува до соработката со Парискиот арбитражен суд, гости на конференцијата беше господјата Ирина Гирив, генерален секретар на Парискиот арбитражен суд, каде исклучително се осврна на подобноста на пазарот на Република Бугарија за француските компании и кои беа особено заинтересирани да своето работење го насочат на тој пазар. Да не зборувам дека Париската арбитража е една од најстарите арбитражни институции која функционира од 1924 година и која е колевка на арбитражите, и за нас како Софиски арбитражен суд беше многу битно да Парискиот арбитражен суд го донесеме во Софија. Моментално се работи на текстот на спогодбата за соработката, каде е предвидена соработка на популаризирање на арбитражата, на законодавството, на разни семинари, на размена на суди од нашиот арбитражен суд во нивниот и обратно. Така да јас се надевам дека арбитражата, значи за кратко време, и овде ќе заживее и македонскиот бизнис сектор, воопшто повеќе нема да се двоуми, туку наместо да своите постапки ги води подолг временски период, значи ќе избере арбитражно решавање на споровите, каде во временски интервал од 3, односно 6 месеци има судска пресуда. Многу верувам дека ги заинтересиравме и правните лица кои што може да слушнат кои се предностите на арбитражата. Студио. Ивица, ти благодарам што ни овозможи ексклузивно да го имаме во вестите на телевизија Нова, единствениот македонски представник во Меѓународниот арбитражен суд, а воедно и да се информираме кои се придобивките на нашата земја од тоа што има свој представник во судот.